Наместо инвестиции, нови критериуми за субвенции. Наместо да се вложува во домашното производство, земјава се турка во увозна зависност. Бројот на домашни производители во државата продолжува да се намалува, а се поголем е бројот на производители, претежно помлади земјоделци, кои ставија клуч на своите фарми. Велат, сколемените трошоци за производство и намалените цени на дел од земјоделските производи си го направија своето. Самата држава треба да биде свесна дека сопственото производство дека треба да го зголемува, бидејќи тоа нема само да биде за земјоделецот, туку ќе биде и за целокупното граѓанство. Значи, еве, само една парабела че ставам, доколку имаме помал број на земјоделци, доколку имаме помал број на производи, доколку сме повеќе зависни, например, од увезна храна, тога самиот производ ќе биде поскап. И покрај тоа што има услови за домашно производство на одредени култури, сепак државата троши милиони евра за увоз на финални производи, бидејќи некои од нив се комплетно исчезнати од македонските ниви, а некои се помалку се сеат, но факт е дека површините со некои од нив континуирано се намалуваат или стагнираат. А освен одредени земјоделски култури, земјоделците од истокот алармираат дека и бројот на производители ќе продолжи да се намалува. Ако ние за храна даваме милиарда и кусур, па дај да се го зачуваме нашето производство, да го заштитиме, деца да не ни бегат, селото останава пусто. Еве ќе кажам за општина Облечево. 8.000 жители, сега се 4.000 жители. Младите нагло напуштат државата. Со земјоделие никој нема. Значи, сточниот фонд е скроз уништен на нула. Деца за неколку години крава и свиња само во зоолошка градина може да видат. На друго место нема. Тоа е жално. Драстичниот пат на ионака намаленото домашно производство е главната причина за зголемените цени, посочува председателот на Националната земјоделска мрежа, и според него за очекување е дека цените на храната доправа ќе растат. Според статистички бројки ние имаме негде увоз на 1 милиарда увоз на храна. Тоа е апсурд за Македонија, една земјоделска земја што се декларира и што има сите предиспозиции за производство на здрава еколошка храна. Ние увезуваме храна со сумнителен квалитет. Зошто? Затоа што за да увезеш 3 милиарда евра храна, значи не постојат механизми и начин како да се исконтролира. Така да колку и да сакат институции, колку и да имат капацитет, ќе се појави момент кога тај ланец не може да се исконтролира и ние буквално јадеме храна со сумнителен непроверен квалитет. Ако сакаме решението е значи да се максимално инвестира во домашно производство, зашто? Затоа што домашното производство може да се обезбеди, значи следливост на производството, следливост на квалитетот на храната. Зошто толку малку средства се вложуваат во македонското земјоделие, но и зошто истите се кратат, е прашањето кое се отвора по информацијата дека земјоделските субвенции се скратени за 40 милиони евра. На што се должи ова кратење и кој сектор од земјоделието ќе биде најпогоден? Одговорите на овие прашања се очекуваат од ресорното министерство на утрешниот брифинг со новинарите.